Владата и ЕВ на Македонија со различен план во однос на рокот за воведување на дневната ефтина струја. Од владата најавија дека очекуваат на 1 октомври мерката да стартува за сите домаќинства и мали потрошувачи. Министерот за економија Крешник Бектеши пред неколку дена одговарајќи на новинарско прашање, рече дека од 1 октомври сите броила треба да мерат ефтина тарифа во периодот помеѓу 14 и 16 часот. ЕВН има време до 1 октомври и има обврска да ги смени, не да ги смени туку да ги прилагоди сите броила, изјави Крешник Бектеши. Од ЕВ на Македонија пак велат дека тоа е невозможно. Во системот за дистрибуција на електрична енергија има 800.000 броила, кои ќе мора да се прилагодат на новиот тарифник и тој процес не може да се изврши одеднаш кај сите во исто време. Целиот зафат ќе се спроведе по реони и во зависност од отчитувачката група во која спаѓа корисникот. Ќе се адаптираат во 4 групи во текот на октомври, согласно отчитувачките периоди во месецот. Се уште се прават софтверски подготовки, пошто ќе следи тестирање за да се избегнат грешки при сетирањето на броилата. Вкупно има 800.000 броила, кои мора рачно да се сетираат за да се пресметува колку киловат час потрошил корисникот во ефтина тарифа, велат од ЕВ на Македонија. Корисниците се поделени во 4 отчитувачки групи кои се распоредени во периодот од 1 до 28 во месецот. Ова значи дека некој ќе добие поевтина струја 2 часа во текот на денот на 1 октомври, друг на 10, трет на 20 октомври. Тоа пред се ќе зависи во која отчитувачка група спаѓа броилото на потрошувачот. Во службен весник веќе е објавен новиот тарифен систем за продажба на електрична енергија на домаќинствата и малите потрошувачи, што го донесе регулаторната комисија за енергетика по барање на владата.